Еве сме назад, драги гледачи, следува делот каде со нас не сте придружуваат нашите гости, кои што зборуваме за на различни теми. Денешната тема за денес е темата на образованието и образовниот процес. Токму на оваа тема ќе разговараме со директорката на основното училиште Јовчета Сличков од Велес. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро. Најнапред сакам да ги поздравам граѓаните на општина Велес и да изразам голема благодарност на телевизија К1 за одвоеното време и простор во рамките на утринската емисија. На почеток сакам да ве коригирам заради тоа што не се работи за основно училиште, туку станува збор за средно стручно економско училиште Јовчета Сличков од Велес. Така, се извинувам јас. Сите растеме обликувани од средината околу нас. Во каква средина би сакале да растат учениците во вашето училиште? Која е вашата мисија и визија? Средното економско училиште вложува многу во квалитетот на воспитно-образовниот процес. Ние сакаме да бидеме и понатаму едно современо, динамично, модерно и активно училиште, кое што е целосно посветено на воспитанието и едукацијата на своите ученици. Себе си се сметаме за училиште кое што работи и применува европски образовни стандарди, концепти и програми во едукација на своите ученици и подобрување на нивните компетенции. Понатаму ќе настојуваме да ја задржиме оваа клима на взаемно почитување и меѓусебна доверба помеѓу наставниците, учениците, родителите, локалната заедница, се со цел за да оформиме здрави, способни и образовани личности кои што ќе работат во интерес на општествената заедница. Така. Стигнавме до време кога имаме навистина многу помодерно и поефикасно образование. Како ги инспирирате вие учениците? Работиме многу на мотивација на учениците и истото тоа го постигнуваме преку вклучување во сите процеси во училиштето, како наставни, така и воднаставни активности. Учениците се редовно вклучени во сите проекти кои што се употребуваат и реализираат во нашето училиште. Тие се вклучени во голем број на надпревари. Тие учествуваат во организации, во реализација на настани и манифестации кои што се реализираат од страна на нашето училиште и локалната заедница. Имаат многу големи постигнувања и мислам дека училиштето го чувствуваат како една пријатна средина за подобрување и развој на нивните вештини и знаења. Така, како напредуваат професорите во вашето училиште? Професорите се активни даватели на образовни услуги. Професорите редовно се едуцираат на голем број на семинари и на обуки. Тие се вклучени во европски образовни програми. Професорите употребуваат тимска работа во нивната меѓусебна соработка, што представува еден голем предизвик, подстрек во нивната работа, ги мотивира и им пружа задоволство во истото. Сето тоа значи целосно насочено и фокусирано во центарот на вниманието се наоѓа нашиот ученик. Така. Каква е ангажираноста на наставниците спрема учениците? Ви како директор на оваа установа, дали сте задоволни од меѓусебната соработка помеѓу учениците и наставниците и обратно? Точно, задоволна сум од меѓусебната соработка помеѓу наставниците и учениците, заради тоа што наставниците се целосно посветени на нивните ученици. Тие обрнуваат многу големо внимание на нивната едукација и реализација на воспитно-образовниот процес. Наставниците им се на располагање во секое време и тие водат грижа за правилно насочување на учениците. Освен децата во целиот процес учествуваат и родителите. Каков е вашиот однос со родителите на учениците во вашето училиште? Родителите се вклучени на различни начини во сите збиднувања и случувања во нашето училиште. Тие учествуваат при донесување на одлуки во органите на училиштето, како што се Совет за родители и училишен одбор. Понатаму имаме организирано голем број на манифестации и настани во соработка со родителите, како што е, например, меѓусебна размена на книги, вклучување во организации и реализација на патрониот празник, понатаму во рамките на проектите како што се проектот за меѓуетничка интеграција на образованието, спортски надпревари и слично. Имаме голема соработка помеѓу родителите, наставниците и учениците во нашето училиште.
Така, кога сме веќе кај соработката, имате ли соработка со другите средни училишта во градов и пошироко? Соработката помеѓу средните училишта се развива и се одвива на тој начин што се одржуваат различни видови на надпревари. Најчесто станува збор за спортски надпревари и надпревари кои што се поврзани со културата и друго. Така да, мислам дека околу спортските надпревари имаме во споредба со другите средни училишта големи резултати заради тоа што сме прво место на општински надпревар во машка екипа на кошарка и се разбира други постигнувања, односно добри резултати во споредба со другите средни стручни училишта. Така, кога сме веќе кај надпреварувањата, многу општински и републички награди ги красат зидовите на вашето училиште. Кои се поважни награди? Што секоја награда значи за вашето училиште? Значи, надпреварувањето се од различни области. Постои државен надпревар лидер од областа на стручното образование. Понатаму ги спомнав веќе спортските надпревари, надпревари за културни настани и активности. Што се однесува, најмногу ни значи оваа награда од проектот Лидер, кој што е проект на Министерство за образование и наука и Центар за стручно образование и обука. Се реализираат државни надпревари за да се избере најдобар ученик во областа на секоја струка. За нас се разбира е тоа економско-правна и трговската струка. Имаме државен првак во профилот деловен секретар, тоа е ученичката Мартина Додева, и второ место Бојана Костовска. Така да тие се лидери за профилот деловен секретар од економско-правна и трговска струка. Спомнав веќе од поважните награди, тоа е првак во општински надпревар во машка екипа за кошарка. Тие влегоа и во зонскиот надпревар, каде што го освоија првото место и освоија пласман за регионалните надпревари, меѓутоа за жал понатаму не се пласираа. Инаку во претходната учебна година освоија трето место на државно ниво. И што се однесува до надпреварите на МАСУМ, тоа е Младинска асоциација на средни стручни училишта во Република Македонија, освоени се едно прво место на државно ниво за најдобра фотографија и трето место за најдобар штанд на училиште. Така. Кои активности моментално се изведуваат во средното општинско училиште Јовчата Сличков? Ние сега се наоѓаме на крајот на учебната година. Останува уште многу малку до 10 јуни. Во моментов исто така имаме голем број на активности. 4 професорки се наоѓаат на службен пат во Финска, реализирајќи ги активностите од проектот и програмата на Erasmus+. Понатаму следи најважниот настан за нашето училиште во среда, тоа е сајмот на бизнис и предприемништво во рамките на отворениот ден на самото училиште. Следат реализацијата на екскурзиите за учениците од прва, втора и од трета година, понатаму уписот како најважен дел, нели, на крајот на учебната година и на почетокот на следната учебна година. Полагањата на екстерните испити, полагањата на испитите од државната матура и завршниот испит. Така. Вашето училиште какви активности подготвува токму за овој отворен ден кој што го спомнавте во среда? Отворениот ден, саем на бизнис и предприемништво е повеќе димензионален интерактивен настан кој што вклучува голем број на активности. Најважно од се е представувањето на виртуелните училишни компании на самиот саем. Виртуелните училишни компании ќе го представат своето работење како пресек помеѓу теоријата и практиката кој што го совладале во текот на своето образование. Виртуелните училишни компании работат како тренинг фирми и тие за време на саемот ќе тргуваат помеѓу себе и помеѓу посетителите на саемот, ќе ги продаваат своите производи, се разбира, на виртуелен начин. Понатаму предвидени се представувања и презентации пред 9 оделенците од страна на наши ученици. Ќе имаме и музички хепенинг, поканувајќи гости, музички звезди од локалната средина.
и своји штандови ќе имаат и проектите за меѓуетничка интеграција во образованието и европските образовни проекти, како што е проектот Erasmus+. Така. Со оглед на тоа дека наскоро ќе започнат токму уписите на деветоделенците во средните училишта, колку профили нуди вашето училиште? Вака, ние запишуваме ученици од економско-правна и трговската струка во 5 профили, тоа е во 4 профили, и тоа е економски техничар, деловен секретар, банкарски техничар и за прв пат оваа година 3-годишен профил продавач. Се работи за упис во 5 паралелки, очекуваме дека ќе запишеме ученици во 3 паралелки во профилот економски техничар и по една од сите останати профили. Така. Голема ли е заинтересираноста на учениците, поточно на деветоделенците, за да се запишат во вашето училиште? Очекувате ли голем број на ученици? Вака, со оглед на состојбата во нашиот град, поконкретно во нашата општина, ние би сакале оваа година да ја задржиме истата бројка на запишани ученици од лани. Меѓутоа се надевам дека веќе поширокиот круг на луѓе го разбира значењето и важноста на економско-правна и трговската струка. Јас ја сметам како најперспективна во моментов во Република Македонија, заради тоа што покрај тоа што нуди стручно образование во текот на своето школување, кое што ги прави учениците поспособни и поспремни да излезат на пазарот на трудот и наоѓаат вработување во сите фабрики во нашиот град и по широката околина, се разбира и солидна основа за продолжување на своето образование во високообразовните институции на голем број на универзитети и факултети во Република Македонија и пошироко. Кога сме веќе кај ова, сакам да истакнам дека нудиме и голема поволност за граѓаните на општина Велес и пошироко, кои што се запишуваат на Универзитетот Свети Кирил и Методи, поточно на Факултетот за економски науки и дисперзираните студии по сметководство и ревизија, заради тоа што самите студии се одвиваат и ги користат просториите на нашето училиште во текот на изминатиот период, се надевам и во следната учебна година. Значи, во нашето училиште се користат просториите на дисперзираните студии за Департментот сметководство и ревизија на Економски факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје. Така. Професорите од училиштето одржуваат часови во основните училишта во градов. Колку оваа активност ја зголемува бројката? Уписната политика ние ја планираме уште на почетокот на учебната година и реализираме голем број на активности поврзани со тоа. Една од таквите активности е и вклученоста и одржување на часови од страна на наши професори во основните училишта. Ние најчесто ги користиме часовите по иновации. При тоа се прават интерактивни, креативни работилници во соработка на наши ученици и деветоделенци. Така сакаме да ја приближиме економско-правна и трговската струка, меѓутоа тоа е еден начин на промоција и реализација на уписната политика во кампањата за упис. Ние ги посетуваме и родителските состаноци за да ги информираме родителите со се што се случува во нашето училиште. Понатаму делиме промотивни материјали на класните часови за учениците од девето оделение. Редовно сме вклучени во образовните саеми кои што ги организираат основните училишта. Минатиот четврток тоа беше саемот во Блаже Коневски и веќе на 16 ќе имаме мини образовен саем во основното училиште Свети Кирил и Методи. Така. Какви типови на практична настава имате? Многу сме горди на практичната настава што се реализира во нашето училиште заради тоа што таа се одвива на различни начини. Тоа е практичната настава во рамките на редовната настава за учениците од 2 и 3 година. Тука во најголемиот дел учениците реализираат исто така и активности во локалното обкружување, посетувајќи институции, фирми, бидејќи реализираат практична настава, потоа бизнис компании. Тука е практичната настава во 4 година во рамките на виртуелните училишни компании или тренинг фирми, како што јас ги нареков. Понатаму практичната настава од СПИН програмата, што представува спроведување на професионално искуство под надзор.
Некаде околу 40 институции и фирми ги ангажираат нашите ученици за реализација на оваа практична настава. Така. Во училиштето имате локална младинска организација Талентирани идни економисти. Ќе не кажете ли нешто повеќе за ова? Талентирани идни економисти се ученици кои што се ангажирани во маркетинг агенцијата и во импулсниот центар за обука и развој на претприемништво во нашето училиште. Овие две значи маркетинг агенцијата и импулсниот центар се како резултат на реализацијата и аутпутот на проектите, европските образовни проекти. Тука се вклучени ученици кои што ги организираат настаните во рамките на нашето училиште, го изработуваат промотивниот материјал и самите надпревари кои што се составен дел од активностите на нашето училиште. Значи ученици вклучени во маркетинг агенција и во импулсен центар за обука и претприемништво. Така. Кои се активностите во проектот на меѓуетничка интеграција во образованието? Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието се реализира веќе подолго време во нашето училиште. Ние имаме две училишта партнер, тоа е училиштето доктор Ибрахим Тема од Струга и средното училиште Браќа Миладиновци од Скопје, како нов партнер училиште. Активностите се реализираат во рамките на самото училиште, а некои се во соработка со училиштата партнер. Тие се сега поканети да бидат гости на нашиот саем за бизнис и претприемништво. Инаку во изминатиот период наставниците се сертифицираа заради сите овие активности кои што ги реализираат. Тоа беа дебати, спортски надпревари, понатаму квиз од областа на меѓуетничка интеграција, свод анализа, изработка на презентација за народни носи и голем број на активности кои што ќе овозможуваат за да се зајакне меѓусебната доверба помеѓу учениците од различни етнички состав и да се релаксираат односите помеѓу нив. Така. Имате ли едукативни настани од типот на заштита на здравието во вашето училиште? Да, водиме грижа за здравието на учениците преку редовни систематски и санитарни и здравствени прегледи и стоматолошки прегледи. Се одржуваат едукативни предавања на различни теми за полово и репродуктивно здравје, за заразни болести, сексуално преносливи инфекции како што се сидата и слично. Меѓутоа, покрај овие едукативни предавања од областа на здравието на учениците, кои што се многу важни, значи имаме и едукативни предавања во соработка со Управата за јавни приходи, во соработка со Агенцијата за вработување, како што е предавањето Одби работа на црно, понатаму фискална едукација на млади и голем број на предавања кои што ќе им помогнат за развивање на вештините на самите ученици. Пред малку споменавте дека неколку професори сте ги испратиле во Финска на некои активности или семинари. Започна да се реализира проектот Моќта на учењето, претприемништво, инспирација и чекор до успехот. Чиј носител е економското училиште Јовче Тесличков? Вака, значи, нашето училиште се истакнува по тоа што е редовен добитник на грантови од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. До сега имаме реализирано мобилности од клучна акција 102 и тоа се мобилности во Бугарија, Австрија, Хрватска и Холандија неколку пати. Сега сме добитник на грант од клучна акција 202 за доживотно учење од Erasmus Plus со грант од 105.000 евра. Тоа е партнерски однос помеѓу нашето училиште и училишта од Финска, Словенија и Австрија. Во почетокот на март се одржа првиот транснационален состанок помеѓу експерти и партнери од овие држави, така да дојдоа реномирани експерти од овие земји кои што му дадоа поголемо значење и тежина на самиот проект. Овој грант е рамномерно распореден помеѓу сите учесници на проектот. Вклучува мобилности на ученици од нашето училиште, се разбира и професори. Бенефитот се однесува како за учениците, така за професорите, за училиштето и за партнерите вклучени во самиот проект, значи за сите засегнати страни.
Наредната недела ќе бидат 4 наши професори на мобилност во Република Финска, каде што ќе ги договараат понатамошните активности и детали поврзани со овој проект. Во текот на месец јуни ќе имаат можност 5 професори да ја посетат Словенија и местото Ново место. Понатаму во октомври ќе бидат испратени на посета во Австрија 4 ученици и 2 професори, во ноември во Словенија, така да овој проект ќе опфати голем број на активности и е со 2-годишно траење. Кои ученици имаат право да аплицираат за Erasmus+, за размена на За брзо време ќе биде објавен и огласот. Дали има врска успехот на учениците и возраста? Така. За брзо време ќе биде објавен огласот за прибирање на апликации од страна на ученици. Во тој повик ќе бидат објаснати сите критериуми кои што треба да ги исполнат учениците. Значи, успехот ќе игра исто така дел од, ќе има големо значење во подготвување на таа ранг листа. Понатаму познавањето на странски јазик, стекнатите дипломи и сертификати, вклученоста во наставните и воннаставните активности на учениците, меѓутоа сета таа селекција ќе оди преку комисија формирана од страна на наставници. Така. Пред крајот сме на учебната година со оглед на тоа дека деновиве веќе се познати прашањата за екстерното тестирање, колку учениците имаат приговори и забелешки околу прашањата? И колку сметате дека им е доволен периодот за да се подготват тие? Електронското екстерно тестирање се реализира веќе неколку учебни години наназад поред. Нашите наставници во извештаите на Државниот испитен центар се наоѓаат во списокот на наградени, во ранглистата на наградени наставници. Технички се реализира без никакви проблеми во самото училиште. Од пред неколку дена дадена на јавна расправа базенот со прашања кои што учениците можат да го разгледуваат. До сега не сме имале никакви преговори во врска со тоа, меѓутоа има доволно време. Пред една недела ќе се знаат термините кога ќе се тестираат учениците. Тоа ќе биде на 7 и 8, на 10 и 11 јуни. Самото тестирање ќе се реализира. Пред 3 дена учениците ќе знаат и по кој предмет ќе се тестираат, така да мислам дека има доволно време да бидат солидно подготвени и мислам дека ќе покажат добри резултати како и изминатите години. На тој начин, значи, ние редовно потврдуваме дека оценувањето е објективно во нашето училиште, бидејќи ранг листата која што се изготвува врз основа на отстапувањето помеѓу оценките на наставниците и постигнатите оценки на учениците е секогаш идентична. Така, вие како директор, вие како директор задоволни ли сте од успехот на учениците во вашето училиште? Се движиме во рамките на просекот на Република Македонија. Имаме ученици кои што освојуваат многу вредни награди и признанија и се истакнуваат во нашето училиште. Просекот на ниво на училиште е 3,5, што сметам дека се наоѓа на едно просечно државно ниво, односно малку и над просекот. Кога зборуваме за завршните полагања, овде и матурата. Дали се познати предметите кои што ќе ги полагаат учениците и дали можеби има измени од претходните години? Дали нешто изменето? Оваа година нема измени во предметите кои што ќе се полагаат во нашето училиште. Учениците полагаат 3 екстерни предмети и 2 интерни, се извинувам заради тоа што тука се зема во предвид и проектната задача која што тие ја одбранија во текот на месец април. Тие полагаат задолжително македонски јазик, вршат избор помеѓу странски јазик и математика и уште еден екстерен предмет кој што се полага, тоа е бизнис, историја или некој од странските јазици, доколку избрале математика како втор екстерен предмет и се разбира се врши полагање на стручен предмет на интерно ниво. Станува збор за предмети кои што се полагаат на училишно ниво. И се разбира полагање за завршен испит, тоа се полагање за оние ученици кои што понатаму него продолжуваат своето образование, тие бранат проектна задача, полагаат мајчин јазик и полагаат еден од стручните предмети кои што се битни за секоја струка.
Така. И за крај, директорке, која е вашата порака до сите ученици како да стекнат поголем и поквалитетен успех? Па, вака, сметам дека тие треба да бидат многу одговорни, толерантни и искрени во своето однесување спрема професорите, спрема нивните родители. Мислам дека успехот ќе биде загарантиран, целосно посветени да бидат во својата работа и во секоја работа која што е работата поврзана со стекнување на нови знаења и вештини. Јас ви благодарам за вашето гостување во нашата програма. Се надевам дека и во иднина ќе дојдете повторно тука да разговараме за нешто, за некоја друга тема. Се надевам дека ќе бидам чест гостин во вашата емисија, не само јас, туку и професорите. И вашите професори и учениците, да. секако. Благодарам секогаш на поканата, доколку имаме некои нови работи и нови настани, ќе бидете известени во секое време. Ви посакувам исто така и успех во вашата работа. Благодарам.